неколку зборови во 3 дела. Сосема кратко, имаме 10 минути да не го задржуваме времето. Како почна оваа приказна, нек дел од вас беа на 10 години American College, таму ја зборев подолго, но некој не беа и тие што беа не знам дали се сеќаваат, па ќе кажеме една приказна од 1981 година. Веројатно знаете дека нашата мисија се базира на тие 3I, International Students, International Professor, International Faculty and Accreditation. 1981 година, глупо е да прашам дали се сеќавате повеќето, веројатно сте родени после тоа. Скопје беше меѓународен универзитетски центар. Имавме многу студенти пред се универзалните земји, Грција. И таа 81 година, татко ми Бог да го прости, Илија Беледжиев, иначе лекар, професор на медицинскиот факултет, беше во една комисија за одбрана на специјалистички труд, каде што кандидатката беше од Кувајт. Завршува одбраната, се разбира, и како што е обичај се прави вечера после таков настан во хотел Континентал, ги немаше овие фенси ресторани што ги имаме денес. Комисијата беа Вулнет Старова, Бог да го прости, чичкото на Дита, Нико Софијанов е уште жив и татко ми, и се завршува приказната и професор Софијанов ја вели на кандидатката зошто бевте на специализација во Ирска, значи она поминала 4 години во Ирска, а доаѓате да браните во Скопје. А таа вели, знаете што, не сите од Кувајт се многу богати. Да дојде во Скопје требаше само да се издржувам и немав можност за таа работа. Но во Ирска работев како лекар, додека специализиравме плаќа, меѓутоа одбраната беше, не знам, да речеме 15.000 марки во она време, а во Скопје 1.500, а тоа е сепак европска диплома. Европска диплома, 81 година. Значи, зборам за статусот на Скопје, Македонија, Југославија во тогашна Европа, кога бевме врвна класа, кога универзитетскиот центар Кирил и Методи беше, ако не у првите 3, у првите 4, а некако сега на 12 или 15 место. Таа некоја мисла водилка што после имав кариера во бизнес сектор, се разбира во сосем на други води, меѓутоа овој тригер секогаш ме влечеше и беше некоја интересна приказна. 2002 почнав да предавам еден тогаш меѓународен универзитет Нью Йорк Коледж во Скопје. После тоа ја дадов оваа иницијатива на колегите од одборот на директори тука, кои што поддржаа таа финансиски, и 2005 година почна оваа приказна. Пошто се разликува American College од се друго? Прво, по мисијата да бидеме најдобри, бројките кажуваат доста. Како видовте, немаше ни една финансиска бројка. Немаше финансиска затоа што ние финансиите ги сметаме само за средство за sustainability, за одржливост на операциите. Ние сме добри заради оние јадници студенти што процениле дека оваа екипа овде е добра. Нема да додам со класичните теми, живееме време на промени, вештачка интелигенција, треба да ги подготвуваме студентите и така натаму. Ти кажам неколку зборови за благородност на нашата професија. Пак, веројатно, некој ќе се сети, неколку пати ги повторувам на овие говори, двете клучни мисли. Гуру, еден наш пријател, колега од Италија, има во својот подпис гуру, на санскритски значи учител или човек што го осветлува патот. Втората мисла е to teach is to touch other people's lives. И тоа е благородна мисија. Јас го ќе завршим со предмет, за жал немам доволно време, па поредко предавам на додипломски, го ќе завршим на постдипломски, велам благодарам што ми дозволивте до овие 2, 3, 4 недели бидам дел од вашите животи. Тоа е таа привилегија што ни ја дале овие илјадници што беа во овие слайдови. И таму стално завршувам, ако се сеќавате кој бил кај мене на час, со онаа сесија како ќе го мерите животот. Има една фантастична приказна од Клейтон Кристенсен, еден од најголемите мислители во менеджментот, кој што вели секој од нас треба да си направи мала пауза во животот,
наместо да учи residual rates of return и не знам статистика и така натаму, една или две вечери да посвети на тоа со која мера ќе го мери животот. Пари, жена, деца, коли, успех, благородност на професијата и така натаму. За мен искрен да бидам, покрај студентите, што е апсолутно број еден, благородност во животот или со која мерка ќе го мериме, е оваа екипа овде. Не се разбирам во фудбал, но велат дека Барса е добра, бидејќи има своја школа. Сега никој од вас може би дошло како истакнати професори од други универзитети, например, како Радевски. Меѓутоа, нема зборам кога дојде, например, Снешка како магистар, тука кога почна да предава парт-тайм. Марко, каде е Марко, имавме интересен случај кога ми прати мејл, а ја му одговорив во недела, бидејќи имав првиот Блекбери во Скопје, па му одговорив од плажа од Охрид, кога се договоравме како да дојде Никица Мојсовска, која уште немаше ни магистратура, имаше едно дете, мислам, по да испрограмира магистратура, докторат и второ дете у приказната Дита, кога почна да предава. И искрен да бидам, денес ве гледам стамени, добри луѓе, одлични професионалци, одлични во тоа што го работите и најбитни во тоа што влијаете позитивно на децата. Се извинувам ако не го промашим. Се разбирам, Маријан глупо да го споведаме кој го дојде уште не беше докториран, така беше млад истражувач во Народна банка, мислам, Африка, Венера, која што дојде уште како студент, само што дипломирана од Женева. 20 години со дел од вас, па скоро 20 години заедно со дел од вас помалку, убедно сум дека ќе бидеме и понатаму и дека оваа приказна, јас апсолутно ќе наречем приказна на успехот, ќе ја продолжиме заедно. Благодарам на сите.